Përshëndetje të nderuar shikuesi, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me gjurmët. Dhe në fakt ditën e sotme do flasim për një temë e cila është folur në shumë dimensione dhe ne kemi diskutuar këtu në shumë dimensione, mirë po një dimension shumë kyç nuk e flasim ose gjithmonë lihet anësh sepse nuk e llogarisim si shumë të rëndësishme, në fakt është kyç sa i përket trajtimit dhe mbështetjes së viktimave të dhunës me bazë gjinore, ku këtu hyn edhe dhuna në familje, e cila është një prej temave të cilat ne po i flasim shumë edhe në fakt ditëve të fundit vetëm sa raste kemi pasur në këtë drejtim. Në fakt sa i kushton një shteti për ta mbrojtur siç duhet viktimën e dhunës në familje, sa i kushton Maqedonisë së Veriut ky proces dhe është i mjaftueshëm në fakt. A do duheshte që të ndahen më shumë para nga buxheti për t'u dedikuar viktimave të dhunës në familje dhe ky proces apo është efektiv në mbrojtjen, riintegrimin dhe risocializimin e viktimave sërish në shoqëri. Për të folur mbi këtë temë, ne kemi këtu dy zonja të cilat kanë punuar dhe jo vetëm ato, por një grup më i madh mbi këtë hulumtim. Ata kanë bërë një hulumtim më të gjerë për cilin ne do flasim në këtë drejtim. Me mua së bashku në studio është Elena Dimushevska nga Rjeti Nacional kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. Zdravo Elena. Zdravo. Dhe kemi Neta Çalovska-Dimovska, dobar den, Neta avokate dhe hulumtuese. Zdravo, hvala na поканата. Голема работа, обремна работа на истражување. Првично би почнала со тоа колку време ви одзема. Па многу. Година и пол, да. Година и пол. Да. Се работи за истражување во врска со трошоците за заштита на жртвите од родово базирано насилство. Да. Во суштина истражувањето целта му беше да преисмета колку би ја коштало државата, да пресметаме, колку би ја коштало државата, доколку би имало би воспоставила и би имало постоечки функционален национален систем на заштита на жртви на родово базирано и семејно насилство. Значи, земајќи ги стандардите кои што ги поставува Совет на Европа, нели, со бројот на засолништа, број на семени места, според нели на 10.000 жители колку семени места треба да има, според бројот на жени, колку советувалишта треба да има. Сите тие стандарди ги земавме во предвид и пресметавме број на засолништа кои што треба да има на национално ниво, број на кревети во шелтер центри кои што треба да има, SOS линии, бесплатна правна помош, специјализираните услуги за жртви на сексуално насилство и силување. И одзема многу време, заради тоа што она прво што го направивме беше да пресметаме колку државата, односно ги прибираме сите возможни достапни информации, колку државата потрошила во периодот 2022-2024, односно 2025. И тоа беше исто така голем предизвик, затоа што не постојат посебни буџетски линии ни во националните буџети, ни во локалните буџети за тоа. На локално ниво особено има предизвик во препознавање на различните сервиси. Например, ние испраќаме барање за информации од јавен карактер до било која општини, бараме посебна информација за SOS линија, советувалишта, шелтер центар да речеме, и они ни даваат една сума. Сега, што точно? Значи, дополнително требаше да се проверуваат информациите со организациите кои што ги добиле тие средства, зашто ги искористиле, зашто ги аплицирале. Така да, ние направивме напори да биде што по аргументирана или веродостојна нашата пресматка, но дали 100% е така, апсолутно не може да потврдиме, затоа што не постои систем ни на прибирање на информации, нема систем никаков на планирање на средства. Дури имаше и во одредени општини предизвик, они алоцирале на почетокот на годината, но не ни даде информација дали ги потрошиле. Така да има генерално мислам дека може да заклучиме дека постои еден недостаток на отчетност и транспарентност во трошење на јавните финансии и на локално и на национално ниво, особено поврзано со оваа проблематика. А колку е Исто така го користавме, има една алатка Open Finance се вика, значи отворени финансии, каде што сите државни институции нели треба да ги вклучуваат нивните буџети и каде што треба да се следат трошењата, меѓутоа како што кажа Илана, заради тоа што сервисите не се ставени како посебни буџетски ставки, тоа само ни помогна да ги споредиме исто така и барањата за информација од јавен карактер. И многу е важно, затоа што Законот за буџети предвидува дека секоја институција
треба да предвидува индикатори кои што нели треба на одреден начин да гарантираат дека имаме родово одговорно буџетирање. Односно оние проблеми кои што се идентификувани дека треба да придонесат кон родовата еднаквост, тие треба да ги стават во своите буџети и треба да направат нешто како ќе следат дека точно тие средства се потрошиле за тоа, меѓутоа и дека е промениле одредената состојба. Сега, проблематично е во законот затоа што вика кога е можно. И многу институции не може. Си го сваќаат и ја користат нели таа ситуација, заради што впрочем и треба категорично да се стави како обврска и врз основа на тоа да се стават и посебни буџетски ставки, нели, за да можеме и соодветно да го следиме трошењето. Колку беше тешко да се работи на темава, особено во делот што е сензитивна тема и, како што рековте, транспарентноста не е во ниво, колку што треба. Затоа беше многу голем предизвик и затоа траеше толку долго. Покрај јас и Неда, секако во истражувањето беше имавме и трета истражувачка. Тимот 3 го работевме, која што е професорка по економија и која што во суштина ни помогна со влечење на сите овие информации и понатаму со пресметките, затоа што она што ни беше предизвик во следната фаза, тоа е да ги направиме пресметките за во иднина. Целта беше да се искористат веќе постоечки податоци. Значи, цени, да речеме, за закуп, кои што се усвоени, кои што се национални цени, да не биде тоа пресметка на каде што ние од памет си ставаме, се волку е кирија или онолку е кирија или волку треба да биде плата. Сите тие информации се повлекуваа. Но и од тој аспект нема веродостојни информации, неверодостојни апдейтувани согласно. Например, во однос на се сеќавам и тоа ни остана како ограничување, не го вклучивме, обуката на професионалците треба да биде вклучена во плата. Но последната национална информација, пресметка за колкав процент од плата треба да се пресмета, да речеме обука на вработеното лице, е од 2020, кое што е воопшто не е корисно да го земаме ние сега во 2025 или 2026 како релевантен податок. Така да навистина имавме многу предизвици. Ова што го направивме на крај е добра основа, апсолутно не е нешто што е финално и не треба да се менува, но е добра основа некаде да се почне. Затоа што за секој сервис ние согласно стандардите од Совет на Европа и согласно националните стандарди, барем за тие сервиси за кои што постојат, ги првично предвидовме сите буџетски ставки кои што, односно сите категории на трошоци кои што треба да бидат пресметани, ги поврзавме со соодветни национални постоечки пресметки, релевантни податоци и во иднина и да се прават било какви измени, тоа ќе се биде многу лесно затоа што како да речам формулата е поставена, треба само износот да се менува како што ќе се менува нели следната година ќе има други износи за одредени категории на трошоци, но само ќе треба да се внесе новата пресметка, новата препорака да речеме национална за еден трошок како треба да се пресметува. Ова анализа, ова истражување допре до јавноста минатата недела. Многу е се уште тазе истражувањето. Какви беа реакциите? Сум заинтересирана и после ќе одиме кај наудите и све тоа. Реакциите кога го презентиравме или реакциите после известувањето на медиумите? Може и двете. За пресметките. Јас мислам дека тука мрежата прво морам да ги пофалам дека направија многу добар пристап, заради тоа што прво имаше брифинг со новинарите, каде што навистина детално им објаснивме на новинарите и новинарките зашто е анализата и ги представивме трошоците, така што тоа беше не беше толку кратка средба, меѓутоа сметам дека соодветно беше пренесено. А потоа имавме средба на која што беа поканати нормално издруженијата на граѓани како даватели на услуги, а секако и институциите, и можам да кажам дека имаше многу позитивни реакции, вклучително и од институциите. Зошто? Например, ние исто така испративме барање за информација од јавен карактер и до Министерство за внатрешни, до судовите и така натаму, чисто да видиме како одел бројот на пријави низ годините. Меѓутоа,
Оно што е важно е да потенцираме дека стандардите на Истанбулската конвенција, која што е донесена од Советот на Европа и другите стандарди на Советот на Европа, не велат дека ние треба да ги рачунаме трошоците врз основа на тоа колку жени, да речеме, побарале поддршка. Туку едноставно тој сервис мора да постои. Значи, државата земала обврска заради тоа што мора да постои, затоа што ако сега немаме пријава, не значи дека утре ќе немаме пријава. Еве како и во сегашниот период, да речеме, каде што имаме интензивирање на пријави, значи тој сервис, таа поддршка мора државата да гарантира дека е достапна на една жена. Во моментот кога таа ќе одлучи да пријави, да може да ја користи. Така што не одавме ние по број на корисници, туку едноставно цената која што ја предлагаме и методолошкиот пристап е колку чини да се воспостави еден сервис кој што во моментот не постои, заради тоа што одредени статистики покажуваат дека само нешто над 30% во моментов ние имаме сервиси согласно стандардите, значи од прилика уште 70% ни остануваат за да можеме да ги задоволиме стандардите кои што сме ги превземале како држава, како обврска. Така што сметам дека имаше многу позитивен фидбек од јавноста, меѓутоа и од институциите. Сваќаме, затоа што имаше институции кои што беа заинтересирани да ја видат и подетално методологијата. Ако претходно било по корисник, сега сваќаат дека навистина треба да се обезбеди тоа како еден целокупен сервис кој што ќе работи некаде, како за солништа, например, мора да работи 24 часа. Советувалиштето, да, може да работи пократко работно време, меѓутоа тие треба секој ден да работат. Значи, не може да биде по корисник, туку треба една сеопфатна, целокупна финансиска поддршка за тоа да може секој ден во неделата да работи. Мислам дека тоа институциите, како што можевме да видиме на средбата, го прифатија и го сваќаат. Не може се од дена за утре да се направи, меѓутоа имаме ние направено и план по година, како тоа нели би можело и треба да се поддржи и сметам дека имаше многу позитивна реакција. Јас би ја дополнила тука само не да и особено во тој дел каде што кажува дека не можеме ние да бараме. Ова не е проблем каде што треба да видиме потврда, да видиме побарувачка, па тогаш да размислуваме дали да воспоставуваме или не. Што сакам да дополнам? 2019 истражувањето на ОПСЕ за благосостојба на жените ја покажа побарувачката во нашата држава. Тоа што нема официјални пријави. Тоа треба нас да ни биде аларм и да не поттикне да ги воспоставиме овие сервиси побрзо. Затоа што многу често зборуваме во емисиите. Пријавата е една работа, апсолутно, првиот чекор. Така ќе отиде во институција, ќе пријави во полиција, ќе пријави во центар социјална работа. Ако таа треба да се врати кај сторителот дома, ако ние како систем, како држава не ја обезбедиме потребната поддршка, нема поента пријавата. Едноставно нема поента. Истражувањето на ОПСЕ 2019 покажа дека само 2% од најсериозните инциденти на насилство се пријавуваат. Значи 2% од жените го пријавуваат насилството што го преживуваат. Ете ни е побарувачката. Ние до сега веќе требаше ова да го имаме направено, како што кажа Неда. И точно дека ние дадовме предлог во следните 3 години со одредена поделена инвестиција, првата година одреден дел, втората година одреден дел, третијата година одреден дел, да се воспостави се она што е минимум потребно. Значи ова што ние го пресметуваме е минимум потребно. Не дека не може да има повеќе, може да има и повеќе, али ајде да почнеме или тоа што е најосновно. Минатата година 2025 Државниот завод за ревизија го објави извештајот кој што исто така ние многу често го користиме, имаме многу одличен извештај. Тој извештај покажува состојбата со специјализираната поддршка за нефункционалноста. Сите тие државни шелтери кои што ни стојат нас на листа дека ги имаме, освен Скопскиот, другите не функционираат од разни причини. Советувалишта скоро и да нема кои што се раководени од Центарот за социјална работа. Советувалиштата кои што функционираат во моментот се раководени од граѓански организации како лиценцирани даватели на услуги, но тука па е важно
ова што исто така не да го спомна, одржливоста на тие советувалишта. Ако државата го вовела системот на лиценцирање за да ги поддржи граѓанските организации, тоа мора да го направи на начин да навистина биде одржливо. Затоа што кога вие раководите со советувалиште, оваа не може да државата наплаќа по корисник, затоа што оваа недела може ќе дојдат две кориснички, така? Но социјалната работничка, киријата, режиските трошоци ќе се платат за целиот месец. Така, ние не можеме да плаќаме само толку колку што ни дошле кориснички. И затоа со оваа анализа ние во суштина ја менуваме, предлагаме и нова методологија на пресметка на трошоци, да не биде по корисник, туку да биде по сервис. За солништото не може да биде граѓанската организација која што го раководи за солништото не може да биде платена по корисник. Затоа што таму бараат според стандард 4 или 5 вработени луѓе со придонеси. Значи тие се вработени, нивните плати мораат да се исплатат. И 2 жени да има и 15 жени да има сместено тој месец. Така да со овој истражување и тоа го предлагаме, една од клучните препораки е таа и апсолутно постоеше на наставно дента дискусијата одеше во таа насока дека постои една отвореност да се променат овие работи, но останува отворено клучното прашање дали ќе се обезбедат финансиите. Како говорници на самиот настан беа поканети Министерство за финансии, ние испративме директна покана и до министерката, ако не е таа можност секако нели да назначи некој друг. На жал не добивме никаков одговор, ни дека можат, ни дека не можат, нели? А без Министерството за финансии ние овие дискусии не можеме веќе да продолжиме да ги правиме, затоа што од другото министерство кое што е клучно, кое што има мандат, Министерството за социјална политика, демографија и млади, да речеме постои расположение да се направат овие промени, но ако не се одобрат средства за истите, тогаш апсолутно нема да има никаков ефект, затоа што и се она што досега е направено нема ефект заради тоа што не се алоцираат финансиски средства. Ние се извинувам, ќе одиме со реклами, ќе се вратиме пошто дискусијата нема крај нормално, што ми пак публицитет да рикнеме срдечно на студио. И ако порикнеме срдечно на студио, да е важен биседен сај прикет кај анализе. Ние почнавме, ве прикинав ни да те молам да продолжиме за тоа, почнавме со наудите веќе од истражувањето. Да, сакам само да потенцирам и за бесплатната правна помош. Ние во државава немаме специјализирана правна помош за жртви на семено насилство, заради тоа што законот, иако тоа го предвидува, нели, едноставно жртвите на семено насилство се вклучени како категорија каде што сите здруженија на граѓани кои што се регистрирани да даваат бесплатна правна помош за сите теми ја даваат бесплатната правна помош. Значи тоа е прво еден проблем. Нема ни специјализирани адвокати. Вториот проблем е што се препознава во законот само за семено насилство и се доделува само за итни привремени мерки кога сака жртвата да поднесе. Значи во тој момент не се гледа нејзиниот приход. Значи тоа по дефолт се дава од Министерството за правда и се дозволува ако и биде поднесено барем. Во сите други постапки, како што е за издршка, за развод и така натаму, кога имало семено насилство, значи се гледа приходот на поделбата на имот, се гледа приходот на жртвата. А сега збориме за многу високи критериуми за да треба да се исполнат за некој да добија бесплатна правна помош, односно на вистина треба да е на сериозен праг на сиромаштија, значи збориме за најсиромашните категории на граѓани, за да може да добија бесплатна правна помош. Тоа е првиот аспект. Вториот аспект ни покажа исто така дека и тука нема посебни буџетски ставки, дека Министерството нема проценка. Не прави проценка, секоја година си бара Министерството за правда одреден износ, кој што според извештаите, според интервјуто кое што го имавме, останува непотрошен заради пак ептен високите критериуми што треба да се исполнат. Проценката ни покажа дека повторно тука и по корисник 1450 денари на доместокот што одредено здружение може да го добие доколку поднесе барање за бесплатна правна помош. И голем дел од здруженијата, баш поради ова, заради тоа што им е многу административен товар,
воопшто не ги ни поднесуваат барањата за да добијат надоместок. Значи, тие на жртвата ја обезбедуваат на некој начин претходна правна помош и помагаат, меѓутоа, за да им се вратат финансиите за таа услуга која што ја дале, тие обично не го поднесуваат затоа што износот е многу мал. И ние имаме непотрошени средства. Меѓутоа, третиот проблем е што исто така не треба да биде само за семено насилство. И ние цело време кога разговараме, кога правевме проценката, Истанбулската конвенција за сите форми на родово засновано насилство, ние се уште и статистиката која што ја водиме, да, семеното насилство апсолутно е најакутниот проблем кој што го имаме во државата. Најголемиот број на пријави се тие. Меѓутоа, имаме и други форми, како што е сексуалното насилство. Потоа го имаме демнењето, го имаме половото вознемирување. И сите тие жени и жртви на овие форми мораат да добијат поддршка државата, дури и кога не се работи за насилство од претходен, од интимен партнер или пак за член во семејството со кој што заедно живеат. Елена, дополнување за наудите или пак може да поминеме во друг дел? Дополнување за наудите, еве ако се да го завршиме ова од аспект на тоа колку навистина трошоци се потребни. Нашата пресметка покажа дека некаде одржувањето на национален функционален систем на поддршка со сите сервиси согласно сите стандарди би ја чинал државата од прилика околу 6,7-6,8, значи нешто помалку од 7 милиони евра, што годишно на национално ниво. Што за споредбено со нашиот национален буџет е навистина еден многу мал дел, значи помалку од негде од прилика ние како што пресметавме 0,1% од нашиот национален буџет. Земајќи во предвид колку е ова прашање сериозно, особено тоа го гледаме во изминативе месеци кога медиумите известуваат, знаете како е често добивам прашања навистина ли е толку зголемено? Не е толку зголемено колку што сега е пренесено. И овие сексуални вознемирувања и сексуални насилства што ги гледаме врз деца не е дека не постоеле претходно, него сега навистина гласно се зборува за тоа. И јас сум многу благодарна на медиумите што ги пренесуваат сите информации за да видиме, за да и јавноста добие свесност колку е овој проблем застапен. Претходно не е дека не се случувала. Се случувале, само било известувано за убиствата, за многу сериозни, посериозни форми. Сега се известува за се и ние на дневно ниво имаме нови и нови случаи, тоа не по еден, по повеќе на дневно ниво имаме. Така да, ова е сума која што треба државата да ја обезбеди, за да ја обезбеди поддршката, а мораме на тоа да размислуваме како инвестиција, затоа што ние доколку ги поддржиме жртвите, деца и жени, ако им ја дадеме поддршката која што им е потребна од аспекти да го надминат насилството и да ги надминат траумите и да им помогнеме да почнат нов живот, ние превенираме идни случаи на насилство и создаваме здрава популација. Затоа што овие жени и деца кои што нема да ја добијат специјализираната поддршка, ќе ги носат тие трауми, повреди што ги преживувале со себе, и тоа евентуално ќе влијае на нивното ментално здравје, ќе влијае на нивното физичко здравје, ќе влијае на нивната продуктивност. Нема да може да бидат работоспособни, затоа што видате да живеете 10 години со во постојан терор или да живеете со постојан страв, дали денес, сега или за 3 сати ќе бидете физички нападнати или силувана од партнерот или не знам што, секако дека остава сериозни последици на менталното здравје и не може ние да очекуваме таа жена, девојка, да биде исто толку продуктивна како некоја друга која што живее во една, да речеме, здрава средина и семејна, дали е со семејството, дали е со примерното семејство, дали е со партнерот. Така да ова не е само за заштита и за поддршка моментално на оние кои што се, ова е инвестиција во здрава популација, која што ќе биде продуктивна и која што ќе може да придонесе во здрави индивидуи кои што ќе може да го искористат максималниот потенцијал кој што го имаат да придонесат. 0,1% од буџетот е навистина многу
мала сума, мали бројки се. Која е причината што досега не е делен буџетот на национално ниво за да се помогне на овој ден? Дека ние вчера рапортиравме за фемицид, значи секој ден се зборува за некој вид од родово базирано насилство. Јас мислам дека се работи за приоритети. Нема нели друго објаснување. Едноставно сега поради тоа што многу станува јавно и станува видливо, сметам дека почнува да се размислува дека е прашање на приоритет заради тоа што популацијата веќе е многу засегната. Претходно не било затоа што ние живееме, значи не сега, од секогаш, нешто што е популистичко, нешто што им се допаѓа на повеќето, нешто што им е потребно на повеќето. Меѓутоа сега, заради тоа што стварно очигледно е дека им станува потребно на повеќето, јас и како сметам дека граѓаните сами го бараат. Значи неопходно е, така што сметам дека пополека ќе станува прашање на приоритет и еве сега првиот тест го имаме заради тоа што е најавен ребаланс на буџетот и сметам дека очигледно беа институциите присутни и сега ова е првиот тест дали сега ќе биде прашање на приоритет. Ова што го зборувате и во однос на траумата, морам да потенцирам дека се повеќе нели се зборува и за сексуалното насилство. Имаме пријави од позиција на МОК кои што девојчиња биле злоупотребувани. Само за информација, ние го имаме тоа во анализата, е дека ние не го воспоставивме, значи 5 години од донесувањето на законот, се уште нема воспоставено сервис за специјализирана психотерапевтска и психосоцијална поддршка на девојки и жени кои што претрпеле сексуално насилство. Ова значи дека државата не обезбедува специјалист, значи некој кој што е специјализиран, психотерапевтска услуга да им даде за тие, иако траумата во одредени случаи може да биде трајна, меѓутоа сепак да се обидеме, значи тоа да не остане трајна последица. Посебно кај оние кои што се малолетни и кои што на некој начин имаат уште поголем ризик за трајни последици. И сега, што се случува? Во вакви случаи, еве сега, ние, например, заеднички издруженијата поднесува приставка до Комисија за спречување заштита од дискриминација. Утре ќе има одреден случај, заради тоа што оваа, да речеме, услуга не е обезбедена, е директна дискриминација по основ на пол, заради тоа што девојчињата и жените се повеќе засегнати. И утре ќе се води случајот, може ќе се отиде до крајната инстанца, да речеме Европски суд и така натаму, и ќе се добија голема штета. Ние многу пари како држава губиме на вистина на правните да речам последици од ова неисполнување на обврските, кои што доколку соодветно и навремено бидат инвестирани, нема финансиски да има губиток на државата заради тоа што не спровела обврски, меѓутоа уште поважно ќе се добие соодветна поддршка и како што кажа Елана, навистина ќе имаме едно поздраво општество кое што во иднина нема да го перпетуира, односно нема да го повторува тоа насилство, зашто децата кога гледаат насилство во домот, тие често понатаму и во иднина го повторуваат заради тоа што вика законот. Жртва е секој оној кој што е изложен на насилство, а искрено сметам дека со децата прво не се идентификуваат како жртви, а второ и немаме соодветна обука и специјализирани луѓе кои што ќе работат на таа траума да нема трајни последици. Иве да ги прашаме надлежните за последниот случај од вчера завчера со професорот кој што ги вознемирувал 10-12 годишна девојчиња, што ќе им понудат на девојчињата? Каква поддршка ќе им биде понудена, пошто ова е апсолутно точно. На прсти може да се избројат, ако воопшто постојат, на прсти може да се избројат психолози, затоа што мора да направиме разлика. Јас сум психолог, психотерапевт. Мора да направиме разлика помеѓу психолог и психолог специјализиран да работи со траума кај деца. Не се сите психолози специјализирани, така да ги прашаме надлежните институции каде ќе ги упатат. Ако ви кажа дека ќе ги упатат кај психологот во општата болница, апсолутно бидете сигурни дека нема да ја добијат потребната поддршка. Ја не викам дека ќе има штета, нели? Но нема да помогне да тоа дете, тоа девојчанца кое што преживувало и тоа долг период, тоа не е ни еднократен инцидент, тоа било нешто што се случувало 2-3 години. И се
целото тоа да се надмине, таа состојба на девојчињата да ја надминат и да можат понатаму да продолжат да влегуваат во здрави интимни партнерски врски и да ги доживуваат интимните партнери и интимните врски на еден, колку што е возможно здрав начин, ние треба да работиме со нив. Треба да им понудиме специјализирана подршка. Еве Србија ни е соседна земја. Имаат траума центар, имаат на многу места разработено, воспоставено, разработено ваков тип на услуги кои што работат само со деца и само со жртви на сериозни трауми. Така да не можеме ние да ја пратиме кај психологот од општата болница и да речеме му обезбедивме на детето подршка. Затоа што после кога ќе се прашаме зошто децата ни влегуваат во криминални однесувања и вршат, кои ќе влезат во пубертетот, вршат разни действија за кои што ние како родители викаме, ама не јас, јас го воспитував, ама ние не знаеме што на тоа дете му се случувало, кое што не сме го дознале, никогаш не го пријавило. Сите тие однесувања па натаму во периодот на пубертет и тинеџерство се последица од се што детето преживувало, гледало, додека било мало. Ова што го кажа за семеното насилство, јас не знам како после 25 години разговори на оваа тема не разбравме дека децата кои што живеат во насилство не може да научат ненасилна врска. Како ќе научат? Од кого ќе научат? Жртва или пак насилник? Апсолутно. И затоа цело време, како викаме, семеното насилство е проблем кој што трансгенерацијски се пренесува. Затоа што улогата во семејството, која што се учи, е или улога на насилник, или улога на жртва. Не може да очекуваме ние ништо трето. Тоа се исклучително мал број на деца, кои што како рол модел ќе разберат дека ова е погрешно, разбираат дека однесувањето помеѓу нивните родители е насилно и погрешно, и ќе најдат друг рол модел, надвор од примарното семејство, но близок до семејството на кој што ќе се угледаат и од кој што ќе влечат. Ама тоа се стварно мал број на деца кои што може тоа да го разберат и да го направат. Ке продолжиме со тоа што би требало најитно да се промени, само после рекламите, што ми пак публицитет да дорикнеме срдечно студио. Рикнеме срдечно студио да на këtë pjesë të tretë do e përmbyllim këtë hulumtim me ato se çfarë janë rekomandimet e hulumtueseve, por edhe rrjetet nacional. Кои се главните препораки, пошто за ова тема можеме со денови да зборуваме, а спе зборуваме со години, ама само со зборење? Главните препораки се да ги алоцираме парите. Систем на поддршка не можеме да развиеме без финансиски средства. Побарувачката е тука, состојбата е многу сериозна во државата и еве како што ги слушаме во изминатиот период од различни позиции, министри, нема да навлагам во кој све излезна на телевизија да каже нешто што мисли по однос на ова. Декларативните заложби веќе може да олабават малце, мислам дека доста беше со декларативни заложби. Има сега ребаланс на буџет, може да почнат и да покажат на вистина заложба. Затоа што сите може да кажеме усно и на Facebook да искуцкаме дека многу силно се бориме против насилството, но они се на позиција да навистина направат промена. Промената е да алоцираат за почеток одредена сума. Она што претходно не го кажав е дека од овие нешто помалку од 7 милиони евра кои што се потребни, до сега државата не обезбедувала ни 0,5%. Од тие што се потребни, значи не обезбедувала ни 0,5%. Еве нека го заокружиме на 1%. На 1% од потребните средства. Така да, ама апсолутно нема потреба да се зборува за ништо друго. Освен за тоа дека е време да се алоцираат средства, а сега е и правиот момент да они почнат да го прават тоа, барем за оваа година. Колку е важно што побрзо да се направи ова? Дека ни кажавте само 30% од сервисите на вистина постојат, а 70 не постојат.
Па апсолутно е многу важно. Видете, ние имаме превземано оваа обврска од 2019 година кога сме ратификували Истанбулската конвенција. 2021 е донесен законот кога нели таксативно сме ги навеле сите сервиси што треба да бидат, така што мислам дека веќе е апсурдно да зборуваме колку е итно. И само за пример, што значи ова? Ова значи дека жените, посебно кои што се во руралните подрачја, има посебни региони, значи Полошкиот регион нема доволно сервиси, Источниот регион исто така нема доволно сервиси. Ние имаме една определена централизација во моментов на сервисите што ги има во Скопје, во Битола и можеби во поголемите градови. Тоа значи дека една жена дури да одлучи да пријави, нема да добие и не може да добие правен совет со соодветно специјализирано од организација или советувалишта кое е специјализирано за тоа, не може да добие психосоцијална поддршка. Многу ретко би добила засолништа заради тоа што се многу малку и нефункционални, што го покажува извештајот од Државниот завод за ревизија. Една жртва на силување не може да добие соодветна поддршка во упатен центар, затоа што постојат само 3, тоа во 3 градови, Тетово, Куманово и Скопје, повторно се на некој начин во северо-централниот, да речеме, дел од државата, така што овие жени дополнително остануваат дискриминирани поради нивното место на живење и географската положка. Така што итно, значи, е неопходно да се алоцираат средства и да се почне со географска распределеност на сервисите. Дали значи дека до сега, кога сме рекле да пријават, да, пак треба да пријавуваат, не сме ги вршиле ние нашите обврски како држава? Најкратко. Да, апсолутно. Ние ги охрабруваме, ние како мрежа престанавме тоа одамна да го правиме. Ние на нашите кампањи се во насока на обезбедување на соодветна воспоставување на систем на заштита, но државата ги охрабрува, ги повикува да пријавуваат без при тоа да може да им обезбеди соодветна заштита, што е апсолутно не смееме да го правиме, затоа што ние незиниот живот може да го ставиме во поголем ризик ако пријави, а не ја заштитиме. Така да не смеа тоа да го прават, не смеа да се повикува на пријавување ако не сме спремни како систем да ја обезбедиме целата заштита што ја е потребна. Јас кажав дека за ова треба многу време, детално да се види извештајот. Кога би можеле граѓаните да го прочитат извештајот? Да, сега технички само го доуредуваме, до крајот на месецот ќе биде објавен и на нашата веб страна, ќе биде испратени уште еднаш како информација и до медиумите и до јавноста, така да за кратко време. За кратко ќе биде готов. Ви благодарам многу и за вашата работа, и за истражувањето, и за присуството во емисија. Благодарам на поканата.